Безбедносниот аналитичар познат по прекарот GTM Манос сватил дека инженерите на Мета не го дефинирале јасно бројот на обиди за внесување на кодот за време на двојната автентикација. Оваа безбедносна процедура се користи при најава на корисникот на Facebook. Првичната цел на новата услуга беше поврзување уникатни сметки на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Доволно е хакерот да го знае телефонскиот број на жртвата за измама. Бројот се внесува во даденото поле кое се наоѓа во центарот на Meta Accounts, а потоа хакерот го поврзува со сопствената сметка на Facebook. Потоа се обидува да добие пристап со внесување случаен двоен код за автентикација. Овој чекор во измамата е клучен бидејќи инженерите на Мета не го ограничиле бројот на обиди за внесување код што може да ги направат хакерите. Откако хакерот ќе погоди валиден код, без разлика колку долго може да трае овој процес, телефонот на жртвата е поврзан со Facebook профилот на напаѓачот. Мета потоа ќе го информира засегнатиот корисник дека е невозможна двојна автентикација бидејќи телефонскиот број на корисникот е поврзан со туѓа сметка. Расплетот на настаните може да биде многу неизвесен бидејќи корисникот повеќе нема контрола врз својот профил. Во суштина, главниот чекор во хакирањето на сметката беше прекинување на врската помеѓу телефонскиот број и Facebook профилот врз основа на двојна автентикација, објаснува Манос. Откако успешно ќе го изврши главниот чекор, напаѓачот може да ја преземе сметката на жртвата со фишинг, при што ќе го измами корисникот да ја открие лозинката. Тогаш профилот на измамениот корисник на Facebook би бил целосно контролиран од хакерот.